Добре дојдовте во сцена на телевизија Нова. Стартуваме уште едно понеделничко издание, а еве накратко што ќе гледаме во истото. Денеска во сцена се дружиме со младиот и талентиран виртуоз на виолина Илија Филиповски. А дел од модните критичари и креатори ги прашуваме што е задолжително во пролетниот гардеробер. Гледајте не до самиот крај. И како што е редот, започнуваме со информациите од шоу-бизнисот. Во продолжение ќе да знаете кој се доби награда на MTV филмските награди, кои се најубавите жени во светот, но и ќе го видите првото селфи на Ирина и Бредли. Но исто така, овие информации денеска ги проширивме со уште неколку знаменитости од светот. Слушајте внимателно. Синоќа се одржа доделувањето на филмските награди на MTV. Филмскиот хит Војната над звездите, Силата се буди заработи 3 награди, меѓу кои филмот на годината. Додека Леонардо Ди Каприо не беше присутен да ја прими наградата најдобар актер за повратник, од друга страна Шарлиз Терон со насмевка ја прими статуетката за најдобра актерка за глумата во Лудиот Макс, Пат на бесот. На 25-те MTV филмски награди Вил Смит ја доби MTV Генерација наградата, додека во категоријата Откритие на годината триумфираше Дейзи Ридли. За најдобра улога во комедија награден е Рајан Рейнолдс, а за акција Крис Прат. Наградата за најдобар херој во филм беше доделена на Дженифер Лоренс, а најдобар негативец е Адам Драйвер. Иако тие во своите редови ги имаат едни од најубавите жени во светот, Викторија Сикрет си направија своја листа, но на најубави жени според нив. Освен убавината во изборот на жени, компанијата го гледа и стилот, самодовербата, ставот и сексипилот. 46-годишната пејачка Дженифер Лопес се најде прва на листата, а веднаш по неа и Деми Ловато. Трета на листата е младата пејачка Селена Гомес, а Софија Вергара веќе беше избрана за најпосакувана жена во светот, но овој пат според Викторија Сикрет таа е на 4-то место и како пета е Джулиан Хаф. И падна првото селфи. Руската манекенка Ирина Шајк и холивудскиот актер Бредли Купер веќе една година се во врска, но дури сега објавија заедничко селфи. Тие неудамна прв пат заедно се појавија на црвениот килим, а од тогаш изгледа манекенката добила дозвола од Бредли за појавување на заеднички фотографии, но под услов на нив да не им се гледаат лицата. Иако на селфито не се гледаат, сепак фановите ги препознаа градите на Ирина и брадата на Бредли. Стотици скијачи кои се спуштија по ски патеките во Сочи носеа костими за капање во обид да постават нов светски рекорд. Според извештаите на медиумите биле пријавени 1000 лица кои учествувале и биле облечени во бикини, костими и шорцеви за пливање, а организаторите очекуваат потврдата од Гинисовата книга на рекорди за својот подвид. Во моментов, според Гинис, оваа титула ја има ски парадата Шерегеш во Русија, настан кој се организираше во 2013 година и на кој учествуваа 500 учесници. Повеќе од 1000 тркачи се надпреваруваа на 35-та поред трка по мостот долг 7 милји во Флорида Ки. Џош Петерсон, жител на Јужна Флорида, го освои првото место во трката на мажите, додека Лаура Дебила од Фернандина Бич е победникот помеѓу жените. Трката по мостот кој ги обединува Атлантскиот океан и заливот на Мексико за прв пат се организираше во 1982 година и го означи завршувањето на проектот за изградба на 37 нови моста кои треба да ја заменат железничката пруга која беше изградена на почетокот во 1900 година. Во оваа трка која го поврзува среден со долен Ки и која траеше 2 часа, учествуваа 1500 тркачи.
Една група на локални жители и туристи во античката провинција на Таиланд се дел од борбата со води на група слонови кои биле насликани со цветови по своето тело. Со овој настан се означува почетокот на фестивалот Сонкран вода. Иако фестивалот се прославува во период кој се одликува со температури кои достигнуваат и до 40 степени, властите побарале од организаторите да го намалат количеството на потрошена вода. Сонкран е фестивал кој се слави во другите земји од Југоисточна Азија, вклучувајќи ги Мјанмар, Лаос и Камбоџа. Во Таиланд фестивалот на водата се одржува во период од 13 до 15 април. Илија Филиповски е млад и талентиран виолинист, а е само на почетокот од својата кариера, а неговите успеси и дела беа причина за да разговараме со него. Еве што тој ни кажа. Се појави како едно мало, срамежливо момче со виолина во рака, во чија виртуозност можевме да уживаме во скопските кафулиња. Истото тоа момче, рамо до рамо, стоеше и до двајца виртуози, Зоран Џорлев и Милан Завков. Илија Филиповски, денес веќе изграден музичар кој одлично плива во соло, но и во група. Иако првиот инструмент на кој засвирил бил клавирот, виолината го освоила со незината грациозност. Тоа беше одамна, 19 години, наредната година љубиле 20 години кога што сум со музиката, поточно со виолината. Конкретно љубовта кон музиката уште од мали нозе ја имав и моите родители ја забележа и мислам и патија по тој правец ме запиша во нижо, имав желба да учам клавир, пијано, но сепак на премиот испит таму комисијата одлучи дека имам некој талент, не знам, за виолина, што виолина не може некој да свири. Не сум имал некоја посебна желба да бидам како мал виолинист, него така ме насочи од таму и испадна дека не сгрешиле, да. Со лептир машна и умерена доза на трема, вака се сеќава на неговиот прв аматерски настап. 98, една година кога што учев виолина и тоа беше така во една хорска сала во нижото и средно училиште Илија Гликовски Лој. Моите родители се рекли јас се дотерам во лептир машна. Иако во музичките води запловил преку класичната музика, напоредно во домот на Илија се слушало ова. Благодарение на мојот татко, немаше некој фестивал забавен народен да не ми ја снимам дома на ВХС и тоа све учено, све тон по тон, кинето што се вика. Уште од мали нозе сум со народната музика, членував долго време во Културно-метричкото друштво Глав Тасевски, од таму е она може ткаена во мене некоја љубов кон фолклорот конкретно и еве до ден денес. Мислам го негувам и кога би бил дефинитивно би го одбрал тоа зашто сум мислам не јас и тие што свириме македонска на традиционална музика сме поразлични од другите. Иако најчесто го гледаме со виолина во рака, неговата професионална определба не е музиката. Јас сум дипломиран правник, значи треба во наредниот период да ја одбранам мојата магистарска теза на тема авторското право во Република Македонија. Веќе 4 години е член на групата Маестро, исклучително млади и талентирани момци кои ја негуваат македонската традиционална музика. Во исто темпо продолжуваат. Најново и мислам последно што сега да спремаме е најновата песна на која ќе настапиме на Фолкфест Цветници. Верувај ми се вика песната, музика и аранжман на Милан Завков, текстот е на Борче Нечовски. И наскоро ќе имаме и спот на претходната песна. Има нешто што ги прави специфични како група. Последниве години се вроди некој тренд таков се на виолина по свадби. Сме ретките што имаме виолина во групата, мислам во групите из Македонија и така негуваме тој стил каде што и аранжманите ни се така прилагодени да има акцент на виолината, сме малце поразлични од другите. Покрај музиката, она што е негова пасија, страст и живот е фудбалот. Баш благодарение на мојот татко, уште од мали нозе паралелно мислам има музиката, значи до 2 ако се вежба виолина, после или поручек си иде на фудбал, значи секој ден беше исполнет со тоа и ете паралелно цел живот до сега ме водат тие две работи. Кога имам слободно време обавезно, значи 3-4 пати неделно имам термини фудбал
Од тоа што сум страстен љубител на фудбалот, ми дојде идеја и организирав еден музички клуб заедно со Трајче Толевски, мој музички колега, на кој што учествува преку 160 музичари на едно место се собра, 32 надпревари се одигра и беше навистина интересно музичари на фудбалски терен. Потаму и страстен навивач на фудбалскиот клуб Лацио. Јас сум страстен навивач на Лацио од далечната, не знам, 99-2000, 16-17 години сум веќе можам да кажам страствен навивач и љубител и не знам што да кажам повеќе. Фан клуб Лацио Фанс Македонија, да ги поздравам и основачите и другарите Лацијали. И те се пронајдат, да. Редовно гледаме, се организираат собири, сите надпревари на Лацио ги следиме. Бевме лани, мислам јас бев на римско дерби, мај првото мое гостување во Рим. Не остана должен да се заблагодари за она што е денес тој и она што е маестро. Морам да потенцирам дека голема заслуга на ова што сме денеска, како маестро и сите и како група воопшто, и јас, Илија Филиповски, има маестро Милан Завков. Илија, а и маестро, не застануваат тука. Новите музички проекти се и нови предизвици за нив, на кои веруваме, но и не се сомневаме, дека ќе бидат успешни. Дојде пролет и оние зимски чевли и јакни ги заменивме со маичките пократки ракави и шарените патики. А токму оваа промена во гардеробирот не натера да ги прашаме оние кои најдобро ја познаваат модата, кое е парчето гардероба кое задолжително треба да го имаме во својот плакар. Слушнете ги нивните совети. Со доаѓање на новата сезона се менува и облеката. Оние дебели јакни ги заменивте со Тексас, а пак чизмите со пролетни бои на балетанки. Време е за чистка на вашиот гардеробер. Зимската дебела облека да ја замените со пролетна и потенка. Истражувавме што е задолжително во пролетниот гардеробер. Класиката и базните парчиња никогаш не умираат. Ако постојано трчате по трендовите, тогаш постојано ќе имате тренди облеки и ќе велите дека немате што да облечете. Секоја жена во својот плакар треба да ги има основните безвременски парчиња, тоа е убава бела кошула, убав мантил, можеби убава црна кожена јакна, добар пар на фармерки кои што добро ви стоат, меѓутоа ако не ви стоат, тоа не треба ни да го имате. Мал црн фустан и уште неколку така едноставни работи кои што со накити, со поинаков стајлинг, комбинација на чевли, фризура, шминка, ќе постојано ќе изгледате различно. Секоја жена во гардероберот мора да има и класична цевка панталони, класична црни панталони широки, бела кошула, една кожна јакна, неколку сакоа. Значи, како што стареам, да кажам, тоа е нормален процес, се повеќе избирам така едноставни парчиња, онака чист минимализам. Модниот дизајнер и новинар Небојша Толевски советува за бојата која треба да е доминантна во вашиот гардеробер. Па се гледа по мене, портокаловата боја ја преферирам за оваа пролет. Не знам зошто, лично ми се допаѓа многу и мислам дека убаво ми стои. Јас лично се мислам за себе, но сепак тука се индиго бојата и тенкото кадифе од материјалите морам да признам, исто така во индиго боја. Не исклучувам виолетовата боја кога разговараме за мажи, па дури нежната розова боја. За некого пак важни се и деталите. Вечна класика, секој треба да има онака добра бела кошула, добар джинс и добри чевли, добар часовник. Тоа е мојот совет. И добро саконели или блейзер, како да. Покрај класичната и спортската облека е задолжителна за оние пролетни прошетки. Ја преферирам спортска облека, нешто во што се чувствувам најпријатно, најлагодно, а и на сите го препорачувам истото. Значи да не постојат правила. Се извинувам, не постојат правила. Мислам дека секој треба да носи она што во што се чувствува најлагодно, така да кажам. По овие совети, време е да започнете со чистење на вашиот гардеробер, да го освежите со нови пролетни парчиња и бои кои ќе влијаат на вашето расположение. Сепак, пролете.
Тука ви кажувам чао, се надевам дека ви бивме доволно интересни да не гледате до самиот крај. А доколку пропуштивте нешто, репризата е вечерва во 22 часот и 45 минути. Имајте пријатна вечер.